Пред околу 2 седмици во скопската насталба кисела вода беа пронајдени парчиња храна затруени со метомил, високотоксична супстанција која представува сериозна опасност и за животните и за луѓето. Случајот повторно ја отвара темата за труењата што со години се повторуваат на различни локации, а сторителите остануваат непознати и неказнети. Дали зборуваме само за суровост кон животни или за многу поширок проблем што ја засега безбедноста на сите граѓани? Како е можно со години забранет отров да се појавува на јавни површини? И што е поголема опасност? Луѓето што го расфрлаат или системот што не успева да ги открие и санкционира? За токсичните супстанци, за јавната безбедност, за неказнивоста и за прашањето дали овие случаи се само изолирани инциденти или симптом на многу подлабок општествен проблем? Да си кажеме денеска почитувани со Мери Јордановска, новинарка и активистка за заштита на животните, и професор доктор Александар Станков, директор на Институтот за судска медицина. Почитувани, добре дојавте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Добро најдовме. Мери, после речиси 10 години и истражуваш како новинар и како активист за заштита на животни, исто така си многу ангажирана на темава, и што е потешко да се прифати кога случајот се повторува толку пати, дека некој намерно го прави ова, дека меѓу нас има толку зли луѓе што шетаат и фрлаат отров, или дека речиси една деценија системот не успева да ги детектира, да ги санкционира и да го стави овој проблем под контрола? Дека е намерно, тоа нема дилема, бидејќи не може да се најдат храна расфрлана со бела прашкаста материја туку така по најавни површини, така што повеќе од очигледно е дека тоа некој го прави намерно со цел да ги затруе животните. Меѓутоа многу лесно таргет на овие отровни супстанци може да бидат и луѓето, бидејќи отровот е токсичен за сите топлокрвни суштества, така што од моите истражувања досега само 1 грам од отровот е доволен за да усмрти човекот 70 килограми, така што истиот може да се пренесува, нели, да дојде во допир со телото и преку вдишување и преку допир со кожата. Ќе ни каже повеќе професорот. Да, така што со оглед на тоа што ниту еден, освен еден човек, колку што памтам во Кавадарци, не е санкциониран за ова кривично дело, кое што според кривичниот законник е предвидена казна затвор од 1 година до 5 години, кажува за едно потфрлање на системот, а дури и кога ќе има казнивост, како што имаше во Кавадарци, лицето доби условна казна, што мислам дека представува само мотивирање ова дело да се повторува и повторува. Професор Станков, дали е претерано прво да кажеме дека секој што остава метомил, отров, забранета субстанца, инсектицид, што е забранет за употреба во многу европски земји, и во Македонија од 2015 година, покрај детско игралиште всушност загрозува човечки живот. Бидејќи кога ќе чуеме за отруени животни, најчесто станува збор за суровост кон животните и се засегнати најмногу активистите за заштита на животните, меѓутоа од аспект на судска медицина, дали ова навистина само суровост кон животни или нешто поголемо и посериозно? Метомилот, или популарно во наречено ламате, е високо, спаѓа во групата на високотоксични пестициди. Тој е карбаматен инсектицид и заради неговата висока токсичност, заради неговите карактеристики, брза абсорбција, брзо делување, тој е многу опасен како за луѓето, така и за животните. Кога ќе најдеме ваква субстанција, ваква токсична субстанца на јавни површини, тоа не представува само опасност за животните, туку представува опасност и за луѓето. Односно, тука веќе се нарушува безбедноста на луѓето и има опасност по здравјето и животот на луѓето, бидејќи многу мали количини се доволни да предизвикаат, бидејќи овој отров многу брзо делува, многу брзо се абсорбира, дали внесени преку орален пат, дали преку вдишување или пак преку кожа, многу брзо делува и за брзо време може да настапи смрт. Значи краток контакт е доволен. Краток контакт со вдишување, со внесување преку уста, фаќање со голи раце, па потоа користење неизмиени раце, користење на храна, со внесување преку уста, многу лесно може да дојде до труење, особено што во тие каде што се остава оваа храна, има деца се играат, тие деца доволно е дури и помала количина, вери кажа 1 грам, некаде 12 до 15 милиграми на килограм телесна тежина. Се доволни
се потенцијално опасни за да предизвикаат тешки труење, па дури и смрт. Што се случува во организмот на човекот или на животното кога ќе се биде внесен метомил? Започнува клиничката слика дава во 3 фази. Во првата фаза започнува да има симптоми на гадење, повраќање, вртоглавици, понатаму како прогредира труењето, така се јавува обилно лачење на плунка, обилно лачење на секрет од белите дробови, пореметување и на крај доаѓа до пореметување на работата на срцето и белите дробови и смрт. За колку време доаѓа до животно загрозувачка состојба? Може да дојде до некој зависи. Видете, никаде нема пропишано колку точно треба количина и концентрација на тој отров за да настапи смрт. Меѓутоа, зависи се од концентрацијата на отровот, од организмот, од здравствената состојба на организмот, од возраста, кај деца е потребно многу помалку. Меѓутоа, многу брзо може да дојде до симптоматологија и случаи кои што веќе покажале рани симптоми, при прием во болница даваат знаци за кардијак арест или пак респираторна инсуфициенција. Има ли временски прозорец, рамка во која мора да се интервенира, да се пружи медицинска нега и дали може да се спаси од животно затруено или човек, не Значи, колку побрзо се однесе на лекар или човекот или животното, со давање на терапија, има терапија против овој отров, меѓутоа колку побрзо се однесе, толку подобро. Меѓутоа може да настапи, ви кажувам, за неколку минути или за неколку часа и смрт кај човекот, зависи од концентрацијата. Меди, што зборува за нас како општество, како луѓе, ова што случајов се повторува од време на време, и тоа не само во Скопје и во скопските населби, туку на сите локации во Македонија. Еве, јас лично можам да посведочам дека во Марков манастир, каде моите родители имаат викендичка, беа отруени исто така масовно кучињата кои беа таму. Да, дури згрижени, имаше масовно труење на кучиња и на животни. Да, имаше и во Мариово, и тогаш реагираше и Македонското еколошко друштво, бидејќи знаете, кога ќе има такви лешови, мршајаците кои што патем се загрозен вид кај нас, се хранат од тие лешови, отровот се пренесува. Така што, бидејќи беа обележани со GPS, се виде дека одат на кај лешовите да ги јадат, па беа спречени, бидејќи им постоеше голема можност овој вид да исчезне кај нас само поради тоа што дојде во допир со затруени кучиња. Така што проблемот е многу поголем, ја загрозува целата животна средина, екосветот. Опасен и за животните, и за луѓето, и за загрозените видови животни. Ова зборува за една целосна неодговорност. Јас до некаде можам да го разберам. Знаете, велат еве по социјалните мрежи, правдата се зема во своји раце поради големиот број бездомни кучиња, меѓутоа ова не е правда и не е начин за да се реши овој проблем. Јас сосема го разбирам проблемот и апсолутно не поддржувам да има улични кучиња по улиците, меѓутоа со ова не може никако да се реши. Особено што најчесто кога ќе се расфрли отровот, таргетот не се погодува. Значи баш за тие кучиња за кои што веројатно бил наменет, ако се работи за глутници или нешто слично, ниту едно од нив нема да угине, ама наместо тоа ќе угинат домашни милиници, како што впрочем и се случи минатиот месец во Кисела вода. И генерално после 10 години внесеност во темава, и како новинар и како активист за заштита на животните, дали зборуваме за зли и неодговорни луѓе кои го доведуваат во опасност не само, односно намерно сакаат да отрујат животно, туку доведуваат во опасност и човечки живот, или пак за неодговорни и заспани институции? Што е полошо, бидејќи ова се случува и се повторува, или дека никој тоа не го казнува, на некој начин си поминува така? Па и едното и другото. Мене прво ми е страв какви луѓе шетаат меѓу нас, бидејќи за човек да земе намерно да шета низ цела населба и да расфрла отров без при тоа да постои свесност каква штета може да предизвика, и при тоа да имаме институции кои што само ќе дојдат да направат записник без при тоа да ги видат лешовите
и да не испитаат како тој отров воопшто влегува во земјата и како се наоѓа во рацете на поединци кои што го злоупотребуваат, говори за еден многу поголем системски проблем и кај свеста на луѓето и кај неодговорноста и за неодговорноста на институциите. Веќе знаете, тој отров се наоѓа, го имаме наоѓано во школски дворови. Последниот пат, со оглед на тоа што се случи помасовен помор на кучиња, јас лично одев и лепев по сите згради како да внимаваат луѓето и веднаш да не известат и јавното предпријатие Лајка, да го известат веднаш и МВР доколку видат доколку видат храна расфрлана со бела прашкаста материја. И неколку дена после тоа, деца ги известиле нивните родители дека од игралиштето каде што играле, топката им залетала малку на страна и таму каде што им залетала виделе парчиња салама со расфрлана бела материја. И после се ова родителите се јавија во јавното предпријатие Лајка за да ги известат, бидејќи секаде залепивме апели да се известат надлежните институции. И ова го најдоа деца, беше во рацете на деца. Така што и се ова тргнува и завршува до Лајка како јавно комунално предпријатие на град Скопје и до Институтот за судска медицина како државна институција. Другите институции или не се инволвираат и да стојат на страна или се затекнати на некој начин. Лајка своеволно тоа го направи, бидејќи има надлежност да го направи тоа. Па Институтот за судска медицина веројатно ќе ни каже Станков, да. Апсолутно. Така што сето ова е на добра волја и за општествено добро, не е. И прашањето е каде се Министерството за земјоделство, Царината, Министерството за внатрешни работи, јавно обвинителството, понатаму тој синџир на институции да се покренат и еден случај да добие завршница како што треба. Професоре, во судската, нели основна задача на судската медицина е да утврди причина за смрт. И ако секоја смрт остава трага, во овој случај отровот е познат, симптомите се познати, отровот е познат, а случаите се повторуваат со години. Каде исчезнува таа трага која треба да доведе до сторителот? Вие ете во два случаи сега, кога би биле донесени примероци од храна во јуни годинава и пред неколку години кога би биле донесени остатоци од дугинато животно, утврдивте присуство на метомил. Отров кој кај нас е забранет за употреба, односно пестицид кој не е на листата на дозволени супстанции. Точно така, ние за прв пат се сретнавме со, мислам, и тогаш и разговаравме и почнавме соработка со јавното предпријатие Лајка, а 2017 година беа донесени органи и желудечна содржина од едно угинато куче, каде што по токсиколошките испитувања утврдивме присуство на метомил и оваа година беше донесено парче салама кое што беше пропрскано со прав, кој што понатаму излезе по испитувањата дека е метомил. Ние овој извештај го доставивме до јавното предпријатие Лајка и како забранет отров тој не смее да го има воопшто, нити во домаќинствата, нити се сеќавате имаше случај во едно домаќинство тројца се затроа со метомил. Погрешка ставен место брашно, бидејќи има сличен изглед. Меѓутоа, овде институциите, после нашето пронаоѓање и извршена обдукција, да речеме, на некое куче, јавното предпријатие Лајка треба да се обрати до Министерството за внатрешни работи со доставување на докази и веројатно Министерството ќе покрене кривична пријава против непознат сторител. Тоа е логичниот следен чекор? Од како... Па тоа е следниот чекор, а понатаму до обвинителството, а понатаму треба обвинителството да истражи, да видат кои се тие луѓе кои што фрлаат ваква забраната материја и од каде доаѓа да се утврди зашто и од каде влегува метомилот како забраната супстанца, забранет пестицид кај нас. Пак ќе кажам, тој спаѓа во групата на високо токсично и е многу опасен. Мислам, не дај Боже да се случи да се изгуби човечки живот во парк, особено не дај Боже тоа на некој дете да му се случи, тогаш можно е малце свеста повеќе да се дигне кај граѓаните. Ама битно е да не дојде до тоа и треба институциите да реагираат, затоа што, пак ќе кажам, тоа животно кој ќе се отрови некако
поинаку гледаат луѓето на тоа. Меѓутоа, кога такво нешто му се случи на човек, тогаш пак имаме огромни дискусии како системот не чини, како државата не се грижи за ништо. Сега пред да дојде до тоа треба да настапи на превентивно да институциите малце повеќе поработат, пронајдат од каде, најверојатно се шверцува. Мислам дека во Србија не е забранет се уште. Под строга контрола, ама не е забранет. Србија е дозволен само за правни лица, не за физички. Да, али значи под строга контрола е. А метомилот, исто кај нас ние имаме неколку случаи на самоубиство со метомил. Не само несреќни случаи, туку и самоубиство, бидејќи пак ќе кажам не треба, а е лесно достапен. Еве Станко вели, првиот чекор откако судска медицина ќе утврди дека станува збор за труење со метомил би било лајка која го донела примерокот од животното да ја го информира обвинителството за ова или полицијата и тие натаму да имате ли сознание, еве Мери ти бидејќи ја истражуваш темата со години, имаш ли сознание дека лајка побарала од обвинителство и од МВР да понатаму се процесуира случајот? Да, процедурите во однос на тоа како се постапува се малку нејасни и затоа сега од лајка и од активистите се бара средба со МВР за да се утврди точно каква е процедурата, односно кој треба да земе прво примерок, затоа што не секој знае како да го земе примерокот, треба со заштитни ракавици, треба не биде контаминиран и така натаму. Така што кога полицијата би дошла на увид, тоа, мислам, ја доаѓа на увид, треба да земе и примероци, кои што би ги доставило по службена должност до обвинителството. И на лице место и треба и обвинител да направи увид кога нели имаме такво помасовно труење, меѓутоа такво нешто не се случува. Најчесто се случува полицијата да дојде, да земе, да направи записник и евентуално се поднесе кривична пријава против непознат сторител, која што знаеме како завршуваат кривичните пријави против непознат сторител. Случаите се тешки за докажување. Се тешки за докажување. И она што најмногу сметаме дека треба при тоа не самите граѓани, чии да речеме милиници биле затруени, да си ги носат самите на обдукција па да испитуваат, туку тоа треба да го прави надлежен орган, тоа е Министерството за внатрешни работи. Мислам, нема зошто или ако се затруе улично куќе, дали јас ако го видам тоа сега треба јас да го соберам и лешот да го носам како одговорен граѓанин сама да го возам со кола и да го носам. Што велат во лајка и во МВР? Треба да ги договорат процедурите. Треба и договорено е, значи во текст се разговори со Министерството за внатрешни работи точно да се дефинира како да се постапува во вакви случаи, бидејќи и лајка сепак не е надлежна да. Кој е тогаш надлежен? И МВР не е надлежен веројатно да собира угинати животни по улиците. Не, угинатото животно ќе си го собере комунална хигиена, меѓутоа примероците од самиот отров треба да си ги собере Министерство за внатрешни работи и обвинител да излезе на лице угинато место. животно не се знае дали треба комунално да го собере бидејќи од природна смрт или животното угинало бидејќи било отруено. Затоа велам многу е нејасно. Процедурите се исклучително нејасни и затоа сега работиме на еден начин со Министерство за да се утврди точно како треба да тече овој процес, бидејќи сепак се работи за затруено животно од отров со кој што не знае секој физичко лице да постапува. И самото нели земање на животното исто може допри со човекот да дојде и да има последици. Така што колку тешко се извинете, да, прекинав. Не, така што целиот овој процес и по толку години, значи не е само не се работи за еден случај, се работи за стотици случаи, по толку години повторно не е јасно како граѓаните да постапуваат, бидејќи имаме многу затруени домашни миленичиња. Колку време и треба на лабораторијата во рамки на Институтот за судска медицина да утврди присуство на метомил, односно од што настапила смртта, дека или на примероците од таа храна имало метомил? Тешко се утврдува присуство на метомил или лесно? Вака сега, кога се работи за чиста субстанција што ќе донесат, во овој конкретниот случај имаше бела прашкаста субстанца на саламата расфрлано, тогаш многу побрзо одат резултатите, меѓутоа доколку се работи за биолошки течности, крв, желудочна содржина, може да се случи метомилот да не биде пронајден бидејќи многу брзо се метаболизира. Ние имаме квалитетна метода,
за испитување на метомил, тоа се испитува со гасна хроматографија, за една недела до 10 дена би требало да излезат резултати. Вообичаено, доколку имаме човек затворен и починат, кога се врши обдукција, тогаш се зема желудична содржина, се зема крв, се зема урина и многу битно, кај метомилот е многу специфично, се зема очна водичка и таму го наоѓаме најчесто како не метаболизиран, односно како комплетен. Времето е максимум до 10 дена, како и секоја лабораториска работа. Потребно е време за да добиете резултат, бидејќи не зависи само од луѓето, туку зависи и од опремата која што ја користите. Го докажуваме и често го докажуваме. Имаме и материјал кога ќе примат луѓе затруени во болница да го испратат кај нас на испитување, кои што се уште се живи. И така што го докажуваме и го има присутен на метомилот се уште. Имало до сега случаи на луѓе затруени со метомил? Да, имаме ние. Бидејќи рековте не да може да се случи жртва вака на некој што сакал да отруе живот. Вообичаено труењата кај луѓе се случуваат или како употреба на метод за вршење на самоубиство, или пак како несреќни случаи. Несреќните случаи може да бидат да се помеша со храна, или пак некористење на заштитна опрема при користење на метомилот за како пестицид. Или при обид да отрујат животни. Тоа е веќе не спаѓа ни во една, ни во друга група, тука имаме намера да се отрујат животни. Кај животните, видите, ако најдете едно животно угинато, може би да не се посомневате ништо. Меѓутоа, ако има повеќе животни од еднаш угинато, тогаш преку 90% треба да се посомневаме дека е труење. Добро, и тие луѓе што дошле кај вас, што по грешка употребиле метомил, ако преживеале или нивните семејства, или луѓе што при употреба како средство во земјоделството, нели, со тој инсектицид се прскаат овошките, ако не се лажам веројатно? Тоа е отров за уништување на штетни инсекти. Да, иако при погрешно ракување имало токсикација во одреден степен, преживеале луѓето? Има и преживеале. Да. Има преживеале. Сте ги прашале семејствата нивни после тоа, вие или тоа не е ваша надлежност веројатно? Од каде го нашле метомилот, кога е забранет, кога не може да се набави по легален пат во земјоделските аптеки во Македонија? Тоа не е наша надлежност, вообичаено кога се работи за такво труење, полицијата секогаш излегува на увид, бидејќи имаме можност за настапување на насилна смрт, односно заради труење. И тоа треба понатаму полицијата го истражува заедно со обвинителството како е дојдено до такво труење и како го внеле, односно како го добиле тој отров, од каде го набавиле. Мери Преска спомна само дел како пошироко влијание врз екосистемот. Ја би прашал само на случајно оставена храна, односно затруена храна, оставена на јавна површина. Што се случува со птици, инсекти? Исто. Може ли еден таков отров да влезе во поширокиот синџир на исхрана? И да примерот со мршојаците. Како го конзумираат кучињата, како ќе дојдат мршојаците, значи тој може да се пренесува од едно на друго животно. И угинуваат после животните? Да. Добро, Мери, јасна е процедурата. Не јасна е процедурата. Добро, јасно е до некаде дека кога ќе дојдат во Институт за судска медицина такви случаи, МВР е известено и постапува. Надлежно е да открие. Да, се прави записник. Ти си се обидела во земјоделските аптеки низ Македонија да прашаш од кога го нема во употреба метомилот и како се употребува, како се наоѓа? Првично во некаде беше 2015-та, мислам дека, или 2014-та, ги поминав сите, работејќи на сторија за метомилот, ги поминав сите речиси земјоделски аптеки, успеав да го купам тогаш во една земјоделска аптека, каде што ми го подадоа под тезга. Значи, на црно. Да, првично во останатите рекоа апсолутно не е забранет, не смееме да го продаваме, го нема. Меѓутоа, ете, во една успеав да го купам. И знаете,
го подадоа по тезга, па што ќе вие, за што ќе го користите. Реков на татко им му треба за увошки и влегоа, ми го дадат, мислам дека 350 денари чинаше. И тоа е фактички една кесичка. Мислам, тоа е многу мала количина реално. И тоа многу малку е доволно за да се отрујат. Да, мислам со таа кесичка може сите куќиња во Скопје да се отрујат. Така што тогаш и го купив и пријавив, меѓутоа исходот не го знам. Неколку години, знаете, тоа уствари ми беше и поентата, знаете, доколку некој го внесува секоја друга држава, во сите европски држави е забрането, меѓутоа во Србија и Косово се уште се продава и доколку некој сака на црно, не, го има во земјоделските аптеки. Јас се јавив еднаш во Србија. Јас колку што прочитав при подготовката на емисијата, во Косово го нема и во Косово е забранет за легална употреба. Во Косово јас пред 5-6 години се јавив во Србија во земјоделска аптека и ми рекоа нема проблем, се продава. Од каде сте? Од Скопје. Па вика не мора ни да доаѓате до Белград, можеме до Ниш да ви го испратиме, па вие да дојдете да си го подигнате. И знаете, тоа е една кисичка која што може да се стави лесно во да се ташна. прошверцува преку граница? Да, мислам да се стави во ташна. Па така може и друга да се пренесе преку граница на ист начин. Па и веројатно и така се пренесува, да. Ама ти ме фатат за другата. За друга ќе фатат, за метомил не. Па и за друга не секогаш. Веројатно, мислам, не секој ве претресува нели на граница кога поминувате. Не секогаш, не во сите случаи. Добро, метомилот е ефтин и е многу ефикасен како заштита од инсекти на овошките и веројатно затоа се уште луѓето кои сакаат да го употребуваат во земјоделството го бараат и се обидуваат да го набават. Меѓутоа едно е тоа, не бил канцероген, исто така прочитав. Не знам зошто е отстранет и забранет за употреба во земјите на Европската унија, бидејќи поради висока токсичност и можност за злоупотреби, баш поради можноста за злоупотреба веројатно. И поради многу висока токсичност. Мислам, во Европска унија веќе се прават варијанти на пестициди кои што се помалку токсични за животната средина и за можноста од злоупотреба. Не е токава, бидејќи не предизвикува смрт кај луѓе и кај животни. И сега прашањето е како влегува во Македонија? Значи по скриен пат, така? Во ташна? Да, се е тоа, да, на црно. Бидејќи и она што било до 2015-та пред да биде забранет за употреба кај нас, е складирано некаде во магазини стои и прочитав дека некои експерти по земјоделство сметаат дека по 10 години, ако е само добро чуван, добро спакуван, дека е се уште ефикасен. Меѓутоа поминале 10 години од тогаш, поминале 11 години. Веројатно сите резерви веќе би требало по таа логика да се истрошени, да го немаме. Или пак тој метомил што се чува се уште да ја загуби силата, да нема. Да. Веќе да не е отровен. Така вели логиката, меѓутоа нема логика. Веројатно се внесуваат нови количества. Веројатно се внесуваат нови со количини кои што се употребуваат масовно и се злоупотребуваат. И прашањето е како до физички лица доаѓа. Бидејќи јас и пред 10 години потоа еднаш го најдов, како што реков, после неколку години повторно правевме истражување и навистина поминавме секоја земјоделска аптека, секаде беа децидни дека отровот го нема, дури беа и шокирани дека воопшто го бараме, бидејќи е забранет и за увоз и за употреба. Како ваквите случаи се третираат во другите малку поразвиени или понормални или посредени држави од Македонија? Имате ли сознание? Дали станува збор за еколошки криминал, дали станува за збор за обично труење на животни или пак нешто како сериозна закана за јавното здравје, за заедницата, можеби тероризам? Јас, тоа што знам, многу е истражуван метомилот во земјите на Европската унија. Имало труења многу големи на луѓе кои што работеле со отровот и биле затруени со пестицидот. И од тие причини така и престанал да се употребува поради висока ризичност по јавното здравје и по животната средина. Така што има такви случаи во Европска унија, меѓутоа таков случај на масовно труење на животни и ваква злоупотреба јас немам видено во останатите држави. Кај нас, еве од фотографиите што може да се видат, речиси секој втор ден граѓани сликаат отров и го постираат на социјални мрежи. Она што е уште пострашно е
дека ланатето се промовира на социјалните мрежи како ефикасен отров за кучиња. Кој го промовира? Јас тие профили ги имам, најчесто се лажни профили, меѓутоа кога некој ќе се пожали на голем број улични кучиња, одоздола сигурно има 2-3 коментари кои што викаат: не знам зошто не купувате ланате, земете ланате и расфрлете и тоа е тоа. Така што физички лица, мислам, апсолутно слободно си го промовираат на социјалните мрежи како да е тоа многу нормално, ефикасно оружје против уличните кучиња и мачки, целата животна средина. А знаете, колку и да не ги сакате животните, значи не секој ги сака апсолутно, меѓутоа да се гледа на таа гледка, на таков помор, не може никој да остане равнодушен на нешто такво, бидејќи навистина и јас сум сведочила, животните умираат во страшна агонија. Значи тоа е нешто што некојаш може да трае десетина минути и тоа, знаете, да си сведок на нешто такво, тоа и деца го гледаат, тука не се работи само за едно животно, туку за многу лешови, навистина ми е незамисливо дека се случува во едно демократско општество. Мислам, на таква гледка никој не треба да сведочи, никој не треба да го загуби животот на таков начин и во таква агонија. Нехумано едноставно. Добро, има и тоа и кривично дело. Да, нели е хумано третирање на животни. Член 233 од 232. И по кривичен законник е за неовластен промет и трговија со и расфрлање на опасни материи кои што може да им наштети. Опасна материја. А една од причините зошто е изабранет, доста често се користи како метод на вршење на самоубиство. Зошто некој би избрал толку сурова метода за самоубиство кога има и полесни начини или тоа е веќе психологија на самоубиство? Полесен или потежок начин. Еве сега мери вели за агонија, веројатно така умираат и луѓето. Точно. Меѓутоа има и случаи каде што пијат киселина, која што е исто доста болен начин, меѓутоа тука е веќе до личноста кој метод би го избрала за да си го одземе животот. Со строга контрола на метомилот е намален бројот на самоубиства, бидејќи доста често се користат и инсектициди, односно генерално пестицидите, при извршување на самоубиства. Прво се ефтини, лесно достапни, особено во руралните средини, односно во земјоделските средини. Добро, за да оваа тема престане да биде само тема по медиумите и тоа актуелна од време на време кога ќе се случи таква гледка какви што се овие фотографии, што треба да биде првиот чекор? Велите сега сте во фаза на усогласување на процедурите кој треба прв да реагира кога ќе се види угинато животно или повеќе угинати животни, што укажува на тоа дека некој намерно ги труел. Што друго треба ли да се менува кривичен законник, да се додаваат членови? Апсолутно како да се стави работава под контрола? Ние ги имаме законите, са проблема е нивната имплементација, бидејќи овде е потребна широка и јавна дебата прво да се првично да се отвори, не само да ја отвараме дебатата кога ќе се случи ваков помор или кога не дај Боже ќе ја згасне човечки живот на овој начин. Значи потребна е една широка дебата, потребна и соработка од граѓаните и пред се од МВР, затоа што веќе, знаете, тоа се случува на јавни површини и пред детски игралишта, пред влезови од згради, сега беше пронеден во Кисела вода, тоа значи буквално пред влезот на стамбен објект. Сите тие објекти, тоест најголем дел имаат и камери кои што полицијата може да ги провери, а не станарите сами да си ги проверуваат па да го бараат сторителот и слично, така што постојат методи со кои што може да се увиди, бидејќи постои Safe City, значи на тој начин треба и соработка и од граѓаните, меѓутоа и од полицијата ова да се третира како сериозно кривично дело, а не про форма да се направи увид и да се направи записник и да поминеме со пријава против непознат сторител или со условна казна како што ја имаме единствената реално, кој што е еден случај кој што беше фатен на камери, така што сега барем има камери на секој чекор и лесно може да се утврди тоа. Меѓутоа, еве во последниот случај ние сами си ги проверувавме 8 камери 24 часа ги гледавме за да се види нешто. Тоа не е обврска на обичен граѓанин, не може своеволно тоа да го правиме, меѓутоа тоа треба и надлежни институции да го прават. И секако државниот земјоделски инспекторат кој што треба да увиди на кој начин овој отров влегува во државата.
кои го дали се увезува, дали физички лица одат и едноставно си го купуваат како да се мастики и да ги внесуваат. Така што тоа се институциите и синџирот кои што треба да се отвори. Професор од аспект на лекар, на експерт по судска медицина, форензичар и професор на медицински факултет, да додадете нешто како мерки што би требало да се преземат за да ова не биде само случај за медиумите. Туку да се стави ова, да не се доведеме во ситуација да падне човечка жртва за потоа да се вклучи алармот. Тоа го зборуваме цело време. Има кога се појавуваат вакви случаи кои што носат во себе кривично дело, логиката е дека треба да излезе полицијата на лице место, да се направи увид, да се собере материјалот, да се испрати на вештачење. И понатаму да се заедно со обвинителството целиот случај да го испита полицијата, ако може да го најде сторителот, да го најде, да се поднесе соодветна кривична пријава и казна. Само со почитување на законот, само со реални казни кон сторителите, ние може да превенираме евентуално човечки жртви понатаму. Иначе, со ваква негрижа, со оставање на отрови секаде, пак рековме, тоа е загрозување на човековиот живот пред се. Ајде животните, ама имаме загрозување на потенцијално загрозување на човековиот живот со високо токсичен отров, кој што може да доведе до смрт за многу брзо време. Минути, 1 час и така натаму. Затоа, мислам дека треба да се поведе сметка. Секоја институција, нели имаме кога ќе има помор на риби, кој излегува на увид кога има помор на риби? Сигурно има правилник тука, некои институции излегуваат. И овде треба, меѓутоа овде уште мислам дека има уште потешки кривични дела за кои што треба да поведе сметка, институциите да поведат сметка. Ние како институција стоиме на располагање секогаш, еве и договор ќе подпишеме со јавното претпријатие Лајка, колку можеме ќе помогнеме во откривање на тие отрови, во обезбедување на докази кои што понатаму ќе послужат за пронаоѓање на одредени сторители на кривични дела. Бидејќи мери начина во еден дел дека луѓето ја земаат права во своји раце, соочени со големиот број на улични кучиња, оние глутници кои имало примери да нападнат случајни минувачи, дали можеби дел од проблемот ќе биде намален кога Лајка ќе успее и дали е на повидок решение за големиот број на улични кучиња не само во Скопје, Лајка е за Скопје, меѓутоа и во другите градови на Македонија луѓето се жалат на големиот број на улични кучиња. Да, уличните кучиња мислам дека се еден многу сериозен проблем и посебно Скопје и покрај навистина големите напори на јавното претпријатие Лајка, кое што само ги гасне пожарите кога затоа што нема реално надлежност, туку само ги собира капацитетите се токави колку што се, мислам надвор имаме, рачунете во Скопје најмалку 4500 улични кучиња, а Лајка има капацитет од 150 боксови, така што колку и да се вложуваат напори, реално не е возможно да се соберат сите. И еден проблем повлекува друг проблем. Еден проблем апсолутно повлекува друг, така што се и дополнителен проблем е дислокацијата на кучиња од општини во општини кои што ги имаме во се поголем број во Скопје, за кој што исто така треба да реагираат надлежните органи за да се види оваа дислокација која врши оваа дислокација. Веќе Агенцијата за храна и ветеринарство најде случај од Гостивар, бидејќи самото формирање на глутници, мислам, само по себе не треба да е слика за еден град, особено кога се толку многу, мислам и да се питоми, нормално е да се уплаши човек. Така што ова е еден проблем кој што се провлекува со години и потребно е вклучување на многу институции, системско решавање на проблемот, значи МВР, Агенцијата за храна и ветеринарство, јавното претпријатие Лајка само нели ги собира тие што се веќе на улица, исто царината, значи потребна е многу широка дебата и многу години се потребни за да се реши овој проблем, ако сакаме долгорочно ако сакаме да спречиме да се случи човечка жртва, не да боже дете. Да, имено.
Мислам, има и случаи на деца, меѓутоа не е работа да само да се соберат сите и да се стават во. Не, велам, едниот проблем што повлекува друг проблем, па и труач да настрада дете од затруена храна. И секако е потребно, бидејќи неодговорното сопствеништво, неодговорните граѓани кои што ги испуштаат кучињата на улица и потоа тие се размножуваат и раѓаат нови и нови, треба сериозно да биде санкционирано, затоа што неодговорното сопствеништво е причина број 1 зашто имаме толку кучиња по улици. И сега да ги собереме сите и да ги ставиме на едно место, за 6 месеци ќе имаме повторно таа бројка, затоа што едноставно си ги сфрлаат милениците на улица без да ги чипираат и невозможно да се најде потеклото. Мери Јордановска, професор Танко, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се кажем. Ви благодарам. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието, останете на Телмо, имајте убав ден.